појавава денеска да ChatGPT е волку актуелен кај младите, наместо барањето на психолошка и психотерапевска поддршка, мислам дека пред се доаѓа од динамичното и пребрзото време во кое ние денеска живееме и нормално ChatGPT и другите AI алатки дозволуваат да ние имаме една брза достапност, висока економичност и исто така комфорност, да ние можеме од дома, од каучот, од комфорот на нашиот дом да брзо пристапиме до една брза помош. Кога ние имаме клиент кој јас можам да видам дека има знаци на веќе на клиничка или депресивна слика, значи тоа е нешто што јас ќе го видам, значи начинот на кој ние зборуваме, јас ке енергетски усетам дека имаме ризик за овој млад човек да можеби веќе има и суицидални мисли или нешто слично. ChatGPT во ниеден случај не би можел тоа да го долови, затоа што прво и основно е лишен од невербалната комуникација. Тоа е тоа што ја прави во суштина разликата помеѓу професионалната помош со професионален терапевт, или соодветно обучен, ние терапевт со искуство, е дека ние успеваме да дадеме еден релацијски однос кој е помеѓу клиентот и терапевтот, кој пред се гради на емпатија, на тоа ние да можеме вистински да успееме да го разбереме клиентот и нудиме една топла, подржувачка и безбедна средина во која клиентот може да се соголи за тоа што нели во тој момент му представува вистински предизвик. И токму тој момент ја прави разлика. Мислам дека не би било ни фер етички да разговараме за користење на ваков тип на алатка без човечка интервенција или човечко надгледување врз сето ова, затоа што во ниеден случај не би можело да се превенира ваков вид на ограничување, кој може да резултира со енормни последици или кој може да доведе до загуба на човечки живот. Така да, мислам дека многу наивно некако влегуваме во целиот овој момент и не сме свесни за последиците кои може да бидат навистина страшни. Особено Gen Z генерацијата, па и вие што доаѓаат после нејзе во суштина се генерации кои се интернет генерации и навистина имаат предизвик околу секојдневната комуникација која доаѓа со човек кон човек. Значи, едноставно затоа што повеќе од комуникацијата кај нив се одвива во дигитален медиум, навистина им е тешко да направат квалитетна интеракција човек кон човек, например. Кога вие се ослонувате, значи баш се ослонувате на ова изјава дека со вас нели е или зависи што кажува во позитивна конотација, затоа што кажува тоа што ние сакаме да го слушнеме, ние влегуваме во сериозен ризик да не преминеме во професионална помош, да симптоматологијата се влоши, да ние дојдеме до една влошена слика, ментална слика за нашето здравје, која, како што кажав и претходно, ќе резултира со нели во најдобар случај не третирана ментална слика, значи не третирана анксиозност или не третирана депресивна симптоматологија, а во најлош случај, како што кажав и претходно, нели тоа би било веќе суицидалност која ако не се превенира, навистина може да има огромни размери. Моето искуство покажува дека имам клиенти кои им помага за одредени сегменти, меѓутоа мислам дека младите, особено заради возраста во која се наоѓаат, апсолутно се уште не се свесни која е последицата и кои се повеќето последици кои може да дојдат од честото и зголеменото користење на AI технологијата.